Опремувањето и осовременувањето на со години запуштените воени објекти во земјава продолжува со несмален интензитет. До сега се реализирани преку 20 проекти, а во овој момент се вложуваат над 850.000 евра за други проекти во речиси сите македонски касарни. Напоредно се работи и на подобрувањето на условите за работа и делување на армијата воопшто. Правиме нов колективен договор што ќе го прифати цела армија, што ќе го прифатат сите синдикати. Правиме нов закон или ќе видиме дали само со формација, го разговараме со синдикатите да помогнеме на сите војници што навршуваат 45 години да останат за секогаш во министерството, во армијата и да можат да бидат во армијата постојано. Правиме нови проекти за следната година, нов дом на Арам, нов хотел Шар ќе правиме на Попова шапка, војниот хотел, правиме проект, правиме нови проекти за во секоја една касарна, многу ќе биде раздвижено. Во рамките на овие проекти е изградбата на современ челичен хангар во прилепската касарна Мирче Ацев. Објектот се простира на површина од 1400 метри квадратни и е во вредност од 10,5 милиони денари. На овој начин опремата ќе биде целосно заштитена, како што можете да видите целосна нова челична конструкција, направена е цела нова електрика, заштитен објект, целосно под видеонадзор со хидрантска мрежа и така натака, што навистина овој период динамично е во сите касарни. При денешната посета на Прилепската касарна Мисајловски потсети на присутноста и помошта на армијата при сите кризни состојби предизвикани од пожари, поплави и епидемии, како што е и последниот случај со водата во Гостивар, каде армијата постојано е на терен и врши дотур на чиста вода за населението. Тој откри дека во значителен пораст е интересот на младите за професионално вклучување во армиските редови. Па така, само во моментов, на последниот оглас имало преку 1700 апликанти. А за евентуалното враќање на задолжителниот воен рок во Македонија, Мисајловски кажа дека како директна тема не била се уште отворена.